Ризик постои и портали што се регистрирани во државата да спроведуваат странски агенти, така што тоа значи не можам да кажам дека не постои ризик. Таков ризик постои секогаш, а особено постои, ова звучи малку како оној ОСЗ од времето на социјалистичкиот режим, секогаш треба да бидеме внимателни. Меѓутоа, знаејќи какво време е, знаејќи што се случува во светот, таквиот ризик секако дека не би смеело лесно да му се пристапи на тоа, дека ајде. Туку мора во денешно време просто мора да се биде внимателен, особено Дејан Георгиевски лично можеби и не мора да биде внимателен, меѓутоа државни институции и не знам, изборните власти и сите заинтересирани страни што се во овој систем, се разбира дека би морале и би требало да обрнат должно внимание и на таа можност. Никој не може со сигурност да тврди дека некој со тоа занимава или не, меѓутоа таа опција е секогаш отворена и во игра. Две решенија се. Или тој дел од регулирање на финансирањето на изборни кампањи да се тргне надвор од законот. Ние сме многу блиску и до ставот на повеќето, да речеме, медиумски организации и новинарски издруженија, дека, да речеме, во радиодифузијата платено политичко рекламирање воопшто не ни треба да има. Меѓутоа сега и не зборуваме за радиодифузијата, сега зборуваме за онлайн доменот, за електронските публикации, њуз сајтови, новински сајтови, портали и така натаму. Значи, тоа е едното решение. Тоа да не се регулира на начин на кој што е регулирано сега, особено не за тоа да трошиме јавни пари. Се разбира, јас сум присталица и пропонент на идејата дека на политичките партии треба да им се наметнат некакви ограничувања во смисла на тоа колку пари можат да потрошат, на што може да ги потрошат, кои може да бидат извори на донации, извори на парите што тие ќе ги трошат. Меѓутоа сметам, повторувам, дека тоа не би требало во никој случај да бидат јавни пари што би се трошеле за тоа. Сега, бидејќи политичките партии тешко е да очекуваме дека се откажат од таква фина привилегија, најверојатно ќе мора да се допрецизира. Например, сегашните решенија законски, ако што гледам, немаат ограничување во таа смисла каде е регистриран некој сајт, туку има само ограничување колкава сума или колкав дел од износот вкупно што ќе го потрошат, може да го потрошат онлайн, па колку можат на индивидуални медиуми и така натаму. Во еден момент кога почнаа да се делат домени натаму, па тоа беше роба со која што се тргуваше. Можев ја или било кој да појде, тоа го правеа луѓе, регистрира разни домени, па после ги препродава, и тоа беше роба со која што се тргува. Така што и самата технологија, самата платформа е тешка за регулирање. Од друга страна, знаете, никој не спречува и странец да дојде и да регистрира домен со екстензија МК и тоа пак да биде некаква злоупотреба и пак да се занимава и со промоција на странски интереси и така натаму. Така што решението е, претпоставувам, комплексно. И ако веќе регулираме нешто законски, сметам дека тоа мора да биде многу добро и прецизно регулирано. Дали во самиот закон, дали дополнително изборните власти, имено Државната изборна комисија, ќе излезе со некакви правилници или други подзаконски акти во кои што тоа фино, со крупни букви напишано, па подцртано таму кај што треба, ставено извичници, да биде соодветно регулирано, за да се избегне председвосмисленост, за да се избегнат разни конфликти кои што самиот овој закон сега ги има. Апсолутно, тоа се легитимни прашања кои што треба да се адресираат и да се види кои се точно тие портали, каква содржина пласираат, на која публика се обраќаат и да се следи нивната работа, особено во овој предизборен период и во периодот, кога ќе биде самиот чин на гласање и на представување на резултатите. Во делот на странските влијанија,
Значи, живееме во време кога дезинформации, мисинформации има насекаде. Тие се многу присутни и најпроблематични практично во циклуси кога има избори. Тоа е докажано со многу истражувања и анализи кои што се правени и кај нас, и особено во држави кои што се и можеби мета на поголеми странски влијанија, од кои што ние треба да учиме за да се заштитиме и за да го заштитиме нашиот медиумски простор и да ги заштитиме граѓаните од такви штетни манипулативни информации.